Редот е долг, а стомакот и џебот испразнети. И вака секој ден. Но има зошто да се чека топол оброк од народните кујни во редиците кои стануваат се подолги. За некои, ова е единствениот оброк во денот. Инфлацијата удри по оние кои пред неа немале многу, а по неа имаат уште помалку. Тие што се вработени го почувствуваат, не ние, социјалци. Стигнува ли ова? Задоволен сум. Што да правиш? Тоа е. Од ова кожена друга не можеш да видиш душ. Последниве неколку месеца ние имаме комуникација со семејства кои што не контактираат, кои што велат и двајцата работиме дома, и сопругот и сопругата, и пак не стигаме на крај. Може ли да ни помогнете некако со некои средства? Бројот на барања се зголеми. Е нормално да кажеме, ако минатата година имавме 120-130 оброци, сега денес веќе делиме 235, со индиција да се зголеми на речиси 300 оброци. Преку хуманитарната организација на Скопската православна епархија при Македонската православна црква Свети Спас, со која раководи отец Оливер, веќе 2,5 години се дели храна на 8 пунктови во Скопје. Во оној кај црквата Свети Николај во населбата Аеродром, Љупчо Бошковски вели доаѓа од отворањето. На денешното мени, освен леп, растурена сарма и салата, сготвени во црковно-народната кујна. Некојаш и по 2 пати ни даваат кој има поише јадење. Ако некој не е на списока дојде, му се дава доколку остане нели од храната. Но ние секогаш имаме и друг тип на донации во вид на храна кој што ги чуваме, ако немаме да им дадеме од готвената, им даваме од тоа што имаме. На другата страна од градот, во Чаир, се пакува ориз со риба, салата и леп. Овде над 20 години постои пунктот во основното училиште Имрие Лези, еден од 49 пунктови во државата кои функционираат во рамки на Народната кујна под Министерството за социјална политика, демографија и млади. Вкупно 1659 граѓани добиле 3247 оброци во јануари. Велат од Министерството. Лани тоа време имало 100 корисници помалку. Моментално ми се 180 оброци, 50 фамилии. Едно од нив е семејството на Владо Петрушевски, кој вели дека прима социјална помош од 11.000 денари. Со нив, освен неговите, треба да се покријат и месечните потреби на сопругата и детето. Во Народна кујна почнал да се храни пред 6 месеци. 11.000 за што стигнуваат во месецот? Па не знам, сметки, што ќе остане ресто, нешто ќе се земе и така. Тераме, гураме, што да правиме. Ке се позајмиме некогаш, ама треба тие што се позајмуваат да се вратат. Ајтен, работејќи на пунктот веќе 9 години, ги знае сите животни истории и вели, меѓу многуте тажни има и среќни приказни. Им прекинале социјално, си работат, почнале нов живот, да пуштат ред за некој друг. Има луѓе што чекаат ред за храна. Ваква е намерата и на црковно-народните кујни, да се помогне на што повеќе граѓани, а потоа дел од нив да почнат да помагаат и самите. Не можеме цел живот да помагаме едно семејство, но можеме да им помогнеме да застанат на своји нозе за да можат потоа тие да помагаат нели на оние на кои што им е потребна помош. Помош од хуманите за граѓаните во социјален ризик веќе 10 години доаѓа и преку иницијативата Ретвитни оброк. Зготвеното во петок се дели во сабота со помош на Сдруженијето Љубезност кај споменикот на Мајка Тереза во Скопје. За една деценија се зготвиле околу 170.000 оброци. На почетокот подготвувале по 50, денес и до 300 оброци неделно. Бројот пораснал не само затоа што растал бројот на волонтери, туку и затоа што има повеќе гладни. Ние сме буквално еден мал тампон да затвориме една мала рана. Не гледаме ние кон систематски или институционални решенија, тоа се други категории на луѓе кои што треба да се бават со тоа. Ние гледаме од граѓанската гледна точка. Ние сакаме да кажеме добро како граѓани каква одговорност имаме едни кон други. Ако не правна, барем човечка. Последните податоци за стапката на сиромаштија од Македонскиот државен завод за статистика се за 2021, а беа објавени во 2024 година. Според нив, стапката на сиромашни во државата била 23%. Статистиката покажала и дека секое трето дете живее под националниот праг на сиромаштија.